А ние, за да се вратиме во поубавиот свет, каде секогаш бараме прибежиште, јас да речеме се повлекувам во светот на музиката, понекогаш и во светот на книгата, но нашиот денешен втор гостин секогаш има ново што да ни каже, поврзано со неговото пишано творештво, и честитки за Анде Јанков, писател кој го промовира за гледачите на Алфа телевизија романот Кобајаши Мару. Честитки, Анде. Фала ти, Сузе. Да, секогаш ново, денес уште поново, затоа што допрва попладнево ќе му биде промоцијата на книгата, а ова му е сега телевизиската промоција. Одлично, ние сме тука огромна поддршка на сите луѓе кои што го имаат зборот како најсилно оружје. Јас ќе уживам во разговорот и доколку можам попладно и ќе ви се придружам. Анте, добро утро. Добро утро. Рековме попладнево ќе ти биде промоцијата, а вчера излезе од печат книгата, така? Толку е тазе. Тазе, пресно, како Мириса. Да, бога ми, како сајмски новитет во рамките на сајмот на книга на штандот на Антол, како и останатите мои книги. И од мене честито, но ме интересира, сега ќе те прашам не онака проформ како си, туку те прашувам како си во смисла, како се чувствува еден автор кога ќе го затвори делото на кое што работел деноноќно со месеци, не знам, можеби повеќе, легнувал со делото, се будел со делото, сега веќе не е твое, сега веќе го предаваш на публиката. Чувството е како некој меч со две острици, бидејќи од една страна си го завиткал поклонот и готово, нели се окей, од друга страна и у самата книга кажувам, сега креативниот процес, оној творечкиот процес не е сепак завршен, преминува на страна на читателот. Зашто бидејќи книгата си доаѓа во нивни раце, они ќе ја оценат. Значи, целата на литературата е таа. И ќе си ја допише секој на свој начин, така? Нормално, значи секоја една книга никогаш не е на еден ист начин од две различни индивидуи перцепирана, но целта на литературата е тоа. Литературата, како што рекол Сартер, е средство кое што се обидува да ја фати есенцијата на животот преку употреба на пишаниот збор. Јас тоа се обидувам да го правам преку моите книги, секако одбирајќи соодветен жанр во кој што творам. Меѓутоа, со ова дело решив да истапам еден чекор понапред малце. Му додадовме постмодернизам на оно што досега јас го пишувам, нешто досега не видено во македонската современа литература. Зошто? Затоа што целта на оваа книга е доста благодарна, покри онаа примерна цел да забавува пишаниот збор, како што досега беше со моите книги. Сега има една малце поблагодарна цел, а тоа е по прочитот на оваа книга што е можно повеќе лица да се одважат и да пробаат да станат писатели. Или во најмала рака барем да ја вратиме на литературна критика малку назад кај обичниот читател, да се поедуцира во однос на тоа поле преку белетристика секако. Значи зазира малце стручна литература, меѓутоа сосема да речеме на еден забавен начин. Малку и да се едуцираме, нели, да има содржина. Спомена жанрот, спаѓа во жанрот на криминовели, така? Да, криминовели. Дали може да се каже дека веќе си се етаблирал, да речеме, или спрофилирал како крими автор? Секако и еве и официјалната рецензентка кажа во рецензијата дека секако Јанков е експериментален излетник во жанровската литература. Зошто токму овој жанр? Неколку причини постојат. Првата е затоа што крими жанрот како таков нуди можност да се представат вредности како правдата, вистината, моралноста, за кои што ајде можеби кај нас не се зборува доволно. И на некој начин преку тој жанр, преку приказната што се одбрала, да се понуди одредена филозофија за животот. Бидејќи тоа е тоа, приказната разликуваме филозофија за она просто кажано доброто од лошото. Така некако. Да, зависи. Иако тоа веќе се мешаат работите. Точно, зависи дали си морален релативист, морален абсолютист и така натаму, меѓутоа пак ќе кажам, зависно од жанрот во кој што се пишува, секогаш одредени вредности, книжевни вредности, ја ги нарекувам, се третираат. Значи во крими тоа ќе бидат правда и вистина, во романсите ќе биде љубовта. И така натаму. Така што тоа е нешто за кое што можеби кај на студиото доста многу не знаат, па еве истото ќе го сретнати во моите книги. И секако пак ќе кажам, првиот збор кој што се сретнува во книгата е приказна,
И тоа баш ми се допадна бидејќи се поклопи со сајмот на книга, мотото на сајмот на книга е приказна се чита. Се чита. Да, и буквално значи додававме тој некој постмодернистички елемент на тоа што е приказна и што друго туку филозофија за животот изразена преку мноштво од карактери, емоции и содржина. Тоа малце фали во нашата македонска литература бидејќи оние кои што се белетристи, содржината малку ја ставаат по страна. Можеби се учени на формата, меѓутоа се повеќе млади автори како мене, а и ред други од рамки на издаваштво Антолог, па и други издавачки куќи влегуваат, нырнуваат во жанрот и на тој начин ги третираат тие одредени вредности соодветно на жанрот во кој што пишуваат. Например, научната фантастика, можеби звучи нели вау, езотериски, меѓутоа научната фантастика служи за да понуди одреден алтернативен начин на уредување на општеството. И ова се некои работи кои што на запад се знаат во популарната култура. Да ти се прошират малку вијугите дека постои нешто друго. Ги спомена и претходните книги и се особено ќе ги споменеме со оглед на тоа што ова е всушност четврто продолжение на крими серијалот, може така да го наречеме. Ајде малку да внурнеме во претходните за да стигнеме до ова четврто продолжение. Да, значи ете ги од Виенски гамбит сигурно изедик само во простова, стасавме и до четвртото продолжение на оваа подолга приказна за еден протагонист, полицискиот инспектор Виктор Николов од Скопје. Тоа е всушност нитката што ги поврзува сите, така? Секако мораш да имаш носител на дејството кога се пишува во овој жанр. Мислам и во било кој друг жанр, нели? Сега свесно се одлучив за таа некоја бројка од најверојатно 8 книги. Зошто? Затоа што постои можност на некој подолг наратив што од секогаш ме интересирал. А од друга страна пак доста интертекстуално зметнуваме во книгите, па еве откако ќе ја прочитаат оваа книга, можам да кажам дека се завршува онаа прва половина од серијалот. Кружницата, да речеме, се затворила, а не очекува уште една, значи два круга прават осмица, каде што одредени работи, например, од првиот дел би се пресликувале во петиот, од вториот во шестиот, така натаму. Тоа е некоја што интертекстуалност која што на литературата ја дава поголема вредност. Каков лик е инспекторот? Инспекторот е лик од крв и месо, се надевам дека така го доживуваат. Намерно го замислив како таков, немаше некоја си, не знам, шерлоковска можеби како посебна способност за решавање на случаи или било што. Едноставно е човек кој што човек постојано размислува, а секако она позитивска приказна што се нарекува Ghost на англиски, која што тежи и која што е представена во првиот дел од серијалот, е смислена така што тој да биде представен како несовршен, бидејќи на крајот од денот никој не е совршен и луѓето многу повеќе се поистоветуваат со недостатоците кај другите луѓе отколку со позитивните страни. Така што тука го гледаме тоа негово развивање и еве пак ќе кажам тука некаде на некој начин завршува таа пола етапа од неговиот живот можеби, а понатаму ќе следи уште една. Секогаш се трудам да има дел од неговата лична приказна метната во книгите, измешана заедно со конкретниот случај за кој што се работи. Тука секако влегуваат тие општествени прилики кои што треба да се вметнат, бидејќи дејството сепак решив да го представам во Скопје со повремени рипања на страна и така можеме да кажеме дека позитивската приказна на овој роман се корона пандемијата како феномен кој што го остави. Уште ќе биде инспирацијата. Дали тоа значи дека тогаш си почнал да го твориш? Не, книгата негде почна да се пишува почетокот на 2022 година, значи скоро 2,5 години од почувањето па се до излегување. Но секако и руската инвазија горе во Украина исто беше втор, си најде своје место во романот. Нема да откривам повеќе, меѓутоа еве кој што си го зел вчера на сајм веќе може и се нормално. Јас сакам само уште нешто да прашам, бидејќи во една од критиките пишуваше дека ликот буквално сраснал со тебе. Сте сраснале еден со друг. И ме интересира кога пишуваш ликови, дали имаш некој прототип, некој пример или пак различни повеќе примери па ги комбинираш или пак едноставно сакаш да измислиш некого? Секогаш како автор се обидуваш да не се пресликаш целосно во еден лик и никогаш тоа и не е така, најчесто од себе ставаме во сите помалку. Сега со оваа книга доста добив мислења првични дека не е својствено за еден автор да биде пресликан не во оној првичен лик, туку во секундарниот, бидејќи сепак братот на полицискиот инспектор е писател, познат писател од Македонија на трилер романи, еве една мала метафикција да речеме. И
еве да речеме и рецензентката сама кажа, вика, ова е стварно интересно, бидејќи повеќе гледам од тебе во споредниот лик отколку во главниот. Меѓутоа и тоа е интересно, сепак тој е писател исто како и мене. И да, она што тој го зборува во овој роман на некој начин е тоа што јас го мислам за состојбата на литературата како таква, па и во Македонија. Уште нешто сакам да те прашам. Добро, рековме дека нема да откриеме се, така. Но споменајте пандемијата, спомена војната во Украина. Сакам да те прашам за уште еден момент, затоа што последен пат кога ми гостуваше овде во студиото, гостуваше заедно со твојата сопруга Росана. Тогаш зборувавте за нешто сосема пинакво, односно тоа е стоечкото веслање на даска, така беше. И тогаш те прашав, ама така мистериозно ми одговори, така што не знам одговор, дали и тој спорт ќе се најде во овој роман? Па да, можем да кажем дека си го најде местото малку од малку, точно е. Зошто? Затоа што исто активност која што зазема се поголем замав тука во Македонија. И едно од работите на кој што на читателите мои им се свија во моите книги, им се допаѓа тоа што животот на обичниот човек е доста сликовито представен во самото дејство на книгите, па така и тука во таа некоја средина на романот, во вториот акт, го постигнав она што се вика единство на акција, време и место, од времето на Аристотел уште, па покрај она главно дејство кое што се случува, за кое што нема да открием, го имаме представено и животот на обичниот човек, па тука така имаме и некоја ситуација со веслањево на даска, работата во кладилници и тие ствари, така што ќе прочитаат. Кој прв го прочита твоето дело? Сопругата секако, да. И реакцијата? Па повеќе од задоволителна, мислам секој не ти правеше кејф само, току искрено го кажа тоа. Искрено и повеќето луѓе приметуваат дека се развивам како автор и дека некои скокови квалитативни има инкрементални со секој едно следно дело. Ние, значи, за прв пат од твоето дело ќе биде доделено на некој гледач, ќе го вклучиме во програма, само сакам уште, него обично почнуваме од насловот, со оглед на тоа што е тешко за изговарање, е Кобаяши Мару. Тоа ти било превземено од Стар Трек, Звездени патрики серијата. Ајде прво вака, претпоставам дека си голем обожавател на серијата, што... Да, точно. Второ, што е Кобаяши Мару? Значи, терминот е јапонски израз за невозможна дилема или безизлезно сценарио. Тука на Запад е доста познато како популарна култура, меѓутоа не и дека овде не го знаат од некои што се начитани. Ми влезе добро во романот, во приказната која што онака ми текна како мотив и буквално и тоа е мотив, невозможната дилема. Зошто? Затоа што за оние кои што се подковани во создавањето на приказни, тоа е еден од начините на кои што вистински се представуваат ликови, бидејќи вистинскиот карактер на еден човек се познава по тоа што го зборува, а не што го прави. Правењето е ништо друго, туку акција. И сега, кога сме сочени со било каква невозможна дилема, тоа има два начини. Или ќе биде избирање помеѓу две зла и се бира помалото, или ќе биде избирање помеѓу две позитивни работи, меѓутоа мора да се одбере едно од тие две. И тоа е тоа со кое што можеш да ги сочуваш секогаш ликовите, без разлика во кој жанр се твори, за да видиш какви се всушност тие. Бидејќи кога гледаме едно дело или читаме книга, без разлика дали во кој жанр, ние всушност сакаме да разбереме, иако тоа можеби не го знаеме, инстинктивно сакаме да разбереме кој всушност е овој човек за кој што го читаме делото, односно носителот на дејството. И така што читателите кои ќе прочитаат книгата ќе дознаат уште повеќе кој е Виктор Николов, нели, и кои се споредните ликови во делото. Меѓутоа пак и откога ќе прочитаат книгата, преку тие некои принципи кои што се од мене за прв пат нели представени внатре, ќе можат наново да ги оценат не само оваа книга, не и моите претходни книги, туку и секоја наследна на која што ќе налетат. Доста филозофски пристап, да, во и ние очекуваме некое филозофско дело, да го вклучиме и гледачот. Добро утро. Добар ден. Добар ден, нека биде. Здравко. Здравко, мило ми е, ова ни е наш гледач од Охрид. Да, здравко. Ретко се јавувате во овој дел од емисијата кога подаруваме книги, но мило ми е да прочитате нешто од нашиот гост. Ајде, си реков да ја пробам среќата и да ја поздравувам многу, а посебно писателот, зашто ги сакам творците на било кое поле. Дај Боже да имаме само творци да имаме, а не неработници во Македонија.
Толку од мене. Здравко, многу ви благодарам на јавувањето, инаку и Здравко сака да пишува често пати и во нашата емисија споделува негови размислувања. Здравко, само да ви кажам, претпоставувам дека ги оставивте вашите податоци и дека лично на домашна адреса ќе ви биде испратена книгата од страна на нашиот гостин и подпишана, така Анде? Да, се. И подпишана, да. Благодарам, Здравко. Благодарам многу. Нема зошто, да. До Охрид ќе ти отпакува, значи, книгата. Ајде сега малку за промоцијата која што ќе биде саемска. Саемот се отвори вчера, дали присуствуваше на отворањето? Да, бев на, можеби не на самото отварање, меѓутоа веднаш после. Првиот ден, да. Така, од каква атмосфера 16 часот. Интересна, бидејќи првиот ден е секогаш, така малце се сите на штрек, леле како ќе биде во однос. Испитуваме терен. Да, и времето е малце интересно овие нели денови, меѓутоа верувам дека времето климатско или времето климатско, да. Ама ако тоа одговара затворен простор. Па да, во секој случај, меѓутоа еве мислам дека од денес на поплане таму каде од 17-18 часот веќе ќе си фати терка кој секоја година, веќе нели сепак сме веќе 7-8 години назад присутни таму и од прилика така се одвиваат работите, барем ја дојде колку што знам. Читателите со душа го чекаат саемот. Ме интересира за вас писателите, како ви го доживувате? Дали за вас празник своевиден? Секако, особено кога нова книга нели има веќе извадено како саемски новитет, можеби или веднаш пред саемот, бидејќи секогаш е подруго кога едно парче нова уметност се наоѓа таму помеѓу останатите книги и нели секој еден сака да си го земе кој што е фан на нашето творештво. Но и дружењето помеѓу авторите. Има ли дружба? Да. Нема надмудрување, па кој е подобар, кој не. Па сега, кој е попаметен. Што знам, на хумор, нели на хуморесен начин, меѓутоа секогаш е добро бидејќи повеќето издавачи се екипираа со сопствени автори кои што се повеќе и повеќе творат. Не е како порано ситуацијата, морам да признаам, и се повеќе млади се одржуваат. Па има различни панел дискусии. Вчера во рамки на Антолог имаше дискусија за жанровска литература од страна на мои колеги, така што еве и во текот на викендот имаат гостин од Шведска, Андерс Рослом гостува од 12 часот. За на крајот на 24 април за денот на книгата и авторското право да сите ден соберат како гости домашни писатели. Така што таа дружба е секогаш и за нас одвај чекам. Андер, многу ти благодарам на ова твое гостување. Уште еднаш да ги поканиме сите гледачи и читатели кои ако сака да дојдат на подпишување на твојата книга денес во 17 часот. Да, на штандот на Антолог имаме промоција back to back, некој интересен концепт заедно со еден колега мој од Тетово, Јован Илиевски, така што секој кој што е заинтересиран слободно нека повели. Одлично, јас ти благодарам што е за прв пат кај нас ја промовираш. Сузе, повелете. Честитки, нека се можат уште многу наслови, посакувам многу посетители на саемот на книгата.